Здраво на сите, еве сме денеска понеделник, 13 мај и продолжуваме со нови содржини. Кој што гледате во овој документот кој што го пишувам паралелно со видеата, веќе сме 18 страни. Веќе имам изготвено нов дел за што ќе зборуваме денеска. Значи, денеска ќе зборуваме за тоа како функционира меморијата и малку теоретски дел за променливите. Но пред да започнеме, мислам дека по претходното видео споменав дека ќе ставиме gitignore файл во нашето репо за да не ни ги дава во source3 тие што ни ги даваше без везе кеш файлови од Visual Studio во .vs фолдерот. Ајде најпрво да го направиме тоа. Ќе отвориме оваа страна, овдека може да генерираме gitignore файл, значи www.gitignore.io. Овдека може да бараме Visual Studio, create. И што гледате ќе ни креира одреден файл, значи исто може да зачуваме, Command S, и ќе го ставиме во нашето репо, мислам дека беше во Documents, Smiley Solutions и ова е рутот на нашето репо. И битно е кога ќе го крстиме овој документ. Ќе наместиме овдека all files и ќе го крстиме .gitignore. Мислам дека не сгрешив ништо и save. И мислам дека тоа би било тоа. Па да видиме дали ќе ни работи, да видиме дали се тука само. Ево, треба да е скриен, значи невидлив файл, gitignore. Ајде да отвориме Visual Studio. Да видиме дали Visual Studio повторно ќе ни генерира тоа ѓубре што ни го генерира, да го наречем ѓубре. Мислам дека кликнав. Не знам што се бунува. Уште еднаш. Visual Studio. Visual Studio. Добро. Отвориме проектот. Добро. Тоа е тоа. Ајде да пробаме save чисто онака. Command S. Тоест Ctrl S во вашиот случај. Ајде fetch. Океј. И како што гледате, ни се ажурираше све и во репото вели дека има само една промена, а тоа дека ни е додаден овој gitignore файл. Може да го комитнеме. Пишеме add.gitignore. Да ставаме горе. Добро, commit. Push. Значи сега веќе тоа што ни го генерираше Visual Studio веќе нема да ни ги дава како промени, значи ќе ги игнорира тие. Значи тоа е што прави овој gitignore файл. Значи се што е пишено овдека, значи ова со работа или со хештег или со коментари, значи тоа нема да се изврши, но вели дека се што има .rsuser.sudo.user, значи се тие работи вели да ги игнорира .user prefs, потоа вели во овие фолдери 64x86 и еве во овој што не беше проблематичен фолдер. .vs фолдер, значи игнорира сите промени што ги имаш во тој фолдер. Значи можете и рачно да додавате доколку сакате некои работи да не ги следите во source3. Значи слободно можете да го отворите овој файл и да додадете тоа што не ви интересира, значи тоа што не сакате да следите. Овој значи веб сервис што не го генерираш овој файл ни додаде значи common работи што се за Visual Studio проект, значи не ставаме на куп работи кои што може би во иднина во некој проект ние може да ги имаме и кои тој знае дека нема да ни треба.
Тоа било за Gitignore. Може да го исклучиме, па да почнеме поред, да видиме до каде што сме почнали. Значи, овде кој што гледате има малку теоретски дел пишено, значи како функционира целата меморија. Ајде да позборуваме малку за тоа. Значи, ако го прочитате овој дел, значи битно ви се овие два дела. Значи, меморијата, кога работиме со C#, значи не е поделена во два дела. Значи, имаме stack меморија и имаме heap меморија. Исто така имаме и нешто што се вика high frequency heap, во принцип во овој дел меморијата ни се чуваат сите тие статик променливи што ги креираме. Значи, во stack ни оди, значи, се што е локално променлива од value type, значи сите value type променливи кои се локални ни од stack, а сите reference types, односно се што креираме со клучниот збор new, вклучувајќи ги стринговите, веќе тие не ги креираме со new, ни одат во heap. Па да видиме како тоа практично изгледа. Ајде, значи, ова да го испришеме. Значи, ајде да креираме најпрво, да речеме некоја integer променлива int, да речеме и е еднакво на 5. Ајде да пробаме практично да видиме како изгледа ова. Значи, сега дојдовме во моментот со цртање. Ајде да земеме некоја по нормална боја, да речеме ова зелената, нема да удара многу на очи. Значи, кога креираме value type променлива, значи тоа ни се интеджери, булеани, float, double, decimal, значи ги видите во табелата. Во принцип, кој што реков, меморијата ни е поделена на два дела. Тоа визуално да го насакаме, ќе изгледа малку грдо, но тоа што е. Значи имаме два дела на меморија. Ова ни е овдека stack, а ова ни е heap меморија. Значи, кога креираме како овдека, значи integer променлива, значи на стакот ни се алоцира меморија за големината кога што е integer. Значи, за интеджерот ни се во меморијата ни се креира променлива и, значи, тоа е ова овдека и вели, алоцира меморија кога што е интеджерот за фаќа меморија и ставиме вредност во тоа вредност 5. И тоа е тоа, значи работиме во рамките на метода на функцијата main. Значи се што оди во рамки на метода, значи ни оди на stack. Доколку креираме надвор од ова, да речеме, ајде да го изчистиме ова, креираме една класа, уште една клас, да речеме person, и во неја да речеме една int, години, точка запика. Ајде да ставиме и конструктор, public, person, ќе прима да речеме еден параметар in години и ќе речеме години е еднакво на година. Ајде овдека да речеме person, точка запика. Ајде да видиме до тука што се случува. Ајде ова ќе го испришеме, да го немаме. Ајде повторно да цртаме. Значи, рековме дека меморијата ни е поделена на два дела. Цртаме поголемо. Ова овдека ни е так, а ова ни е хип, рековме. Рековме, работиме локално сега, значи, рековме, креираме една меморија за person, значи велиме P. Person P, значи тоа ни се креира овдека.
пазите, пред малко рековме дека сите класи кога креираме инстанции од нив, не се зачувуваат на хип. Меѓутоа овдека сега не имаме new, значи не алоцираме меморија, само велиме дека креираме променливо P од типот person. Таа ќе ни води овдека. Значи, ова тука, ние овдека. Со тоа, значи, немам ништо. Кога ќе речеме на ова овдека, P е еднакво на new person, и треба му дадеме години 28, значи во истиот момент, значи во ќе искористиме ова клучен збор new, пристапуваме на хипот. Значи, секој пат кога ќе повикаме new, велиме аха, треба да пристапиме на хип. И тоа ни вели аха, окей. Варијаблата P, што тип person, ќе ни покажува на нешто во хипот. Пред да го значи, извршиме тоа еднаквото, треба да го извршиме овој десниот дел и потоа тоа што ќе биде во десниот дел ни е еднакво на P. Значи велиме new, пристапи на хип и во хипот ни креирај еден person. Значи еден person вели ќе креираме еден person. Добро. Креираме ова е person и во person значи имаме еден integer години. Значи имаме овде години и сме ставили 28. Овде е 28 и потоа вели таа променлива P што ја креиравме нека покажува на овој објект од типот person. Значи ова овдека ќе има некоја меморија, да речеме 1, 2, 3 од RAM меморијата, таа е мемориска локација некој 1, 2, 3, и потоа вели окей, оваа променлива покажува на тој објект во хипот. Значи ова променлива овдека што е P, значи ова ни е P, покажува на таа мемориска локација во 1, 2, 3. Значи таа променлива P во принцип вредноста ќе биде мемориската локација во хипот за тој објект 1, 2, 3. Значи во повртина така функционираат работите. Значи ова променлива P ќе биде, значи, практично тој објект, меѓутоа се што прави тој ја содржи мемориската локација на тој објект во хипот и покажува неисто. Значи, мислам дека за меморијата дека треба да ви е јасно. Да го збришеме ово уште еднаш. Не знам дали нешто друго да ви споменам во ова видео, бидејќи рековме дека ќе зборуваме само за меморија. Имате теоретски дел малку за променливите, ајде за тоа да споменеме збор 2. Значи овдека во оваа табела, чекам да ги гасам на смета, ви се ставени сите дата типови кои што може да ги користите во C# програмскиот јазик. Кој што гледате имате byte, S-byte, short и така натаму. Што може да заприметите дека доста типови имаат, да речем, дупликат од самите себе. Значи, овдека имате byte, па имате S-byte, имате, да речеме, integer, па имате, каде ми отиде? Не, integer, ајде да речеме, long, long. Имате short, short. Тоа се однесува с или у доколку има префикс дали е signed или unsigned. Signed значи дека променливата има и знак пред неја, дали е позитивна или е негативна. Како што гледате, да речеме, ајде да речеме, овдека ми е во текстот спомнато за byte и има sign byte. Byte кој што гледате прима од 0 до 255 вредност, значи обсегот може да приме вредност 0, 1, 2 до 255. S-byte не уствари sign integer, sign byte, значи има и знак пред него, значи може да биде плюс или минус, значи прима
од минус 128 до 127. Што гледате, обсегот му е, да речеме, половина од тој на бајт што е, кој ќе оди од 0 до 255, меѓутоа овој оди од нулата за таа половина на десно и оди на лево, значи од минус 128 до 127. Ево го имате истото и за short. Ево, значи, short е signed, значи, бидејќи е на S и нема смисла да е, да речеме, кога преко с short, туку овдека е земено обратно. Значи, short е signed integer, прима од минус 32.768 до 32.767, а у short е unsigned, значи нема знак, прима само позитивни верности и оди од 0 до, да речеме, пута 2 од овој обсег, значи 3.000 пута 2, значи 6.535. Исто така што е битно, ајде отвориме Visual Studio, ајде ќе го избришеме. И ова ќе го избришем, да речем ќе креирам повторно еден интеджер променим. Int е еднакво на 32. Ајде правим да видим, значи секој пат кога, значи ајде се вратим уште нешто добро. Да ја најдем интеджер, значи интеджер вели, резервиран збор ни е int, меѓутоа во .NET типот ни е int32. Што во пракса тоа значи? Значи секој пат кога креираме, кога користиме овој клучен збор int, во позадина кога кодот ќе се компилира, тој се преведува во нешто што изгледа вака int, int 32, ево, int 32 е еднакво на 32. Значи, ова во принцип не е истото. Кој што гледате, ни се буни дека истата променлива ни веќе постои. Значи, тоа и тоа, овие се двете идентични работи. Ова да ги коментираме. Не знам како пише. Ова не везе. И овдека ни вели, ова може да биде симплифицирано. Опс, ајде бе. Не сакаше точно, мисля дека самото ќе ми го IntelliSense ќе ми го направи како што овдека, меѓутоа очигледно така не функционира. Ајде да го избришеме ова, значи кој што рековме, тие двете работи се идентични. Ајде да го вратиме ова. Да позоруваме уште за нешто. Ајде да пробаме нешто вакво. Да речеме и точка get type. Console.write ајде да го стартуваме ова, значи ова треба да ни го испечати типот на оваа променлива во конзола. И кој што гледате, типот е system.int32. Значи, истото тоа значи што го пишувавме предноко. Значи, компилерот ни го преведува на тоа. Ајде да речеме, да испечатиме base type на ова кој. Значи, базен тип на ова променува. Вели, значи, ова е system value type. Значи, што зборувавме, value types и reference types. Тие се двата типа на променливи. Ајде да пишем нешто вако, значи и две точки, празно место плюс тоа. Ајде да креирам уште една класа. Класа е повторно ќе ставиме person. Така, нема потреба ништо. Ајде да креираме нов објект. Person p е еднакво на new person. Добро. Ајде исто да го направиме и за p. Да видиме овдека p. По get type. Ајде да видиме што ова ќе ни испечати. Вели P е од типот објект. Добро. Ајде да го избришем. Ајде
двете работи ги фатим една по една. Водиме вака. Значи ги печатим типовите на двете променливи, на и на P. Значи за P вели името на namespace и дека е от тип person. Значи P е OK, а ова што рековме горе ние int32. Го изпечатихме base type, още еднаш додадеме точка base type. Ова ни изпечати за base type горе value type, а ова ни изпечати објект. Ајде още еднаш да го видиме. Значи базен тип за int32 е value type, а за нашата класа person е објект. Значи сме дошли до објект. Ајде още еднаш да речеме на ова base type. Значи на базниот тип value type да видиме кој е base type. Исто и на ова да речеме. Ова ни е веќе објект, да видиме што ќе ни врати тоа. Значи овде кога дојдовме до објект, требаше и да пишеме getType. baseType.getType. Тоа добро и на долното исто. getType. За да ни го спечати типот. И кога ще гледате на втората линија веќе ни фарли грешка. Тоа е, бидејќи да видим до каде дојдовме, base type, требаше најверојатно type да имаме. Base type.getType, па на тоа да видиме base type и на ова овдека getType. Упс, не тука. Значи сакам да дојдеме до null getType. Да видим дали ќе ми фали повторна грешка. System type runtime. Очекував дека некаде ќе дојде до 0, меѓутоа нешто стигам најверојатно збунето. Значи како и да е, значи кога одиме надолу, значи value type одиме, па object одиме и base type ќе дојдеме до 0 некаде и кога на тоа ќе речеме get type треба да ни фрли грешка. Меѓутоа со ова ми се има нешто имам тука забркано, не знам каде е дојдено. Во принцип тоа е, значи основните типови, значи овие се од value type и тие доколку одиме уште еднаш назад доаѓаат до object, значи се што е во C# ни наследува од објект, значи основен тип на секоја променлива, значи на секој тип не е object, од object се оди натаму. Value types се делат на value types и ги имаме овие типови наравно. Да видиме нешто друго, дали имавме во документот, мислам дека не. Можев уште нешто да ви споменам што спомнав во некој текст малку погоре. Значи за овој овдека дел мислам дека не позборува воопшто. Значи променливите кога ги креираме, значи не може да користиме ниту еден од овие што ги имаме сите клучни зборови што не се овдека. Например, не може да креираме, не знам, integer променливо со име if да речеме е еднакво на 5. Тоа системот нема да ни го дозволи. Меѓутоа ако ставиме едно знакче на почетокот, значи тоа ни го дозволува. Пробаме, значи ова ќе ни работи. Што гледате се ни работи, може души да го испечатаме. convol.writeLine add if и ова ќе ни испечати петката. Требаше да испечати наш... Ева, петката горе. Добро, што се случи? Исто
и за класа, да речеме, може да креираме со име клас. Клас е, да речеме, клас, докато сакаме да ни се вика вака, нема да ни дозволи. Меѓутоа, ако ставиме едно add, и кај што гледаме кодот не фрла грешка и се компилира. За повеќе информации за ова, значи имате овдека огромен текст и може да го прочитате. Не сакам да навлегувам многу во тоа. Значи, за тој пример за кој што ви зборував, значи со знакчето add, може да го користите, меѓутоа не е препорачливо воопшто. Така да, дечки, за ова видео мислам дека тоа би било тоа и поздрав до некое наредно.